За мене представува особена чест и гордост што сум денеска меѓу вас, овдека во Комитско ташмаруниште, на овој прекрасен ден, да имам оваа можност да ви го честитам големиот празник Илинден и да го честитам големиот верски празник Свети Илија, да ни е напомош на сите нас, да ни донесе радост, среќа, берекет, да ни се вечни и вековити Република Македонија и сите вие. Денешниот мој говор ќе го започнам како што точно пред 115 години во станичкиот Илинденски штаб во манифестот напиша: браќа, земјаци и мили комши. Овие зборови го означија почетокот на револуционерното востание на илинденците точно пред 115 години. И еве сега, на истиот ден, 115 години потоа, собрани овдека во Ташмаруниште и на сите краеви во Македонија, каде што се слави овој ден, си го честитаме овој голем празник на Македонија, на македонците, на сите нас, на сите оние кои што им значи Македонија нешто во животите и кои што имаат национална самосвест за тоа што предците го направиле за нив, за да можеме ние денеска заеднички да ја градиме еднината. Уште еднашка нека ни е вечен и вековите овој ден се Илинден и Свети Илија на помош да ни. Драги сограѓани, Илинден е крикот на поробениот македонец. Тој е жетта за слобода и човечки правдини. Природниот стремеж за своја држава на секој македонец. Илинден е вознесот на една столетна борба на обесправениот народ, каде само жртвата е нужност, тогаш кога борбата е единствениот начин до целта. Но само прегорот кој го поднесува тие луѓе гледаа како на поднослива саможртва, затоа што љубовта кон својата земја и татковина беше најголемата жртва која што во тој момент можеа да ја поднесат. Председателот на Крушевската република Никола Карев пред насобраните илинденци рекол: Ние револуционерите дигнавме пушка и на нашето црвено знаме напишавме смрт или слобода, за да си ги запазиме животот, верата и честа. Ние го кренавме тоа црвено знаме и назад нема. Назад нема затоа што пред нас е исправена целта, а тоа е нашата мила Македонија. 115 години потоа ја имаме истата максима пред нас како водилка. Почитувани пријатели, секогаш кога ќе биде дилемата дека сепак востаниелото не успеало, дека шансите за конечна победа во тој момент биле еднакви на нула, но востанието се случило и тоа е факт кој што ќе остане запишан и врежан во историските читанки и во сеќавањата на секој граѓанин на оваа земја, на секој македонец. Сето ова го знаеле и Карев, и Питу, и Груев, и Узунов, и сите останати. Но сепак борба имало затоа што биле подготвени со својот живот да се борат за слободата, за ова парче земја во кое денеска ние живееме, работиме и се образуваме. Затоа денес ние го славиме ова дело со срца полни со восхит за нивната саможртва, нескршлива волја и пркос пред бројниот и далеку поброен непријател. Затоа што најлесно било да се предадат кога било најтешко и тогаш кога не се гледало никаков излез. Но тој бунтовен дух на овие револуционери титани бил многу поголем од било кој страв кој би ги натерал да се предадат во тој момент и да го положат оружјето. И тука свој удел има токму ова свето место Маруништа, како што го викаат локалните, или Ташмаруништа, како што пишува на соврекајните знаци, чии што жители директно се вклучиле во востанието, кое што било се народен отпор на обесправените, и чии што исход завршил со крваво задушување на востанието. Но сепак тогаш биле поставени темелите, а победите дошле веднаш после вториот Илинден на оние кои што ја продолжиле борбата. Оваа генерација македонци им должи се на овие луѓе кои што со своите животи
со своите животи ја платија слободата, независноста и со кои што животи ја изградија и ја моделира оваа држава во која што ние денеска живееме. Слава им и им благодарам од сите вас да им е вечна земја. Кога зборуваме за вака една епска борба за слобода и кога се имаат во предвид последиците кои подоцна се чувствувале, човечките жртви, уцени, палења, пустоши што се случувале, основната порака денес, симплифицирана, поедноставена е дека живееме скапа слобода испишана со човечки жртви, која мораме задолжително да ја сочуваме. И неизиното сочување пред се зависи од нас самите. Нити од Господ ќе ни падне, нити од небото ќе дојде. Сите ние заеднички мораме да ја сочуваме слободата на која што им ја должиме на нашите предци кои што ја платиле со своите животи. И кога се знае какви надчовечки напори биле давани, какви жртви самопаѓале, колку семејства биле затворени, зацрнети во тој линденски период, кога ќе ја погледаме храброста како онаа на Питу, кој соочен со неколку илјаден противник наспроти себе, гласно изустувал во последните минути од својот живот, велејки, ако веќе нема слобода, тогаш има смрт. Или војводата Узунов, кој 2 години по востанието во последните часови од својот живот и пишува на собствената мајка. Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка Македонија, отколку на тебе, мајко биолошка која што си ме родила. Сетете се на овие 2 реченици и на Питу и на Узунов. А она што и линденците, и оние пред нив и тие по нив не задолжиле е единствениот завет кој што стои пред нас. А тоа е едноставно Македонија и ништо друго. Ова не го кажувам само за да подсетам на имињата на револуционерите, туку да го опишам нивното дело кое нам не задолжува. Македонија е име кој се изговара со смирена благонаклоност, со чест, со достоинство, со вера и со гордо крената глава. И линденците ги поставија темелите. Нивните наследници, партизаните, продолжија со градба. Наша должност е да ја зачуваме оваа држава која е составена од човечки судбини, страдања и премрежја. Наша должност кон нашите предци и линденците, тие пред нив и тие по нив, партизаните, е да изградиме иднина на која што тие би се гордееле. А тоа е слободна, независна и просперитетна Република Македонија. Можеби не проаѓа ниту еден собир во последно време без неколку зборови кои што ќе алудираат на моменталната политичка ситуација во државата. Ќе ми простите, но некако не можам да се облувам на тоа што и се случува на мојата татковина и овдека од оваа бина би сакал да прокоментирам неколку политички настани. Гледаме како премиерот на владата на Република Македонија и естаблишментот околу него силно се удираат во гради дека биле за Европската Унија. А демек сите ние останатите кои што не ја споделуваме нивната капитулација не сме биле за Европската Унија. Да не знаевме со кого си имаме работа, можеби некој ќе им поверуваше. А вака сето тоа удирање во гради за Европската Унија завршува во секундата кога ќе се подели по некој наместен тендер во здравството или државна помош на фирмата на вице-премиерот, па затоа за да се отбегне јавноста кругот ќе се прошири со фирми на нивните кумашини, или пак кога вице-премиерката, задоволувајќи ги своите хедонистички пориви, ќе отиде на ручек со хеликоптера додека во болниците имаме недостаток на инкубатори за новороденчињата, кога имаме недостаток на медицински возила, или кога полицајците и војниците патролираат пешки бидејќи немаат доволно превозни средства, единственото оправдување е дека немало
немало доволно финанси за сето тоа. Жално, кога не би било жално, тогаш би било трагично. Тоа е она, почитувани мои сограѓани, што денеска и се случува на Република Македонија. Од едната страна имаме премиер, кој што заедно со сиот свој естаблишмент, за да го сокрие своето минато и за да може да ги покрие сите оние работи кои што ги прави он, заедно со луѓето околу него, го покриваат со една реченица. Ние сме за Европската унија. Не, Европската унија не почитува такви вредности. Европската унија се брани од таков тип на политичари. Тоа е мојата порака. И затоа ќе им порачаме од овдека, колку повеќе се удираат во градите и велат да, толку повеќе вие и сите оние луѓе во Република Македонија ќе им кажат едно големо и громогласно не. Доста е. Свесен сум и знам дека денес со една лажлива и театрална насмевка и нескриенонност луѓето од власта ќе кажат како биле за сплотеност и обединетост. Но тоа се само зборови. А делата, почитувани мои сограѓани, се сосема поинакви. За каква сплотеност се говори кога на сила, без консултации, туркаат референдумско прашање за смена на името? Кога секој втор ден прогласуваат предавници и патриоти? Кога има пратеници и други невини жртви оптоварени со политички конструирани случаи само со единствена цел да се скрши ВМРО ДПМН и непокорот на македонците во нашата мила Република Македонија. Вистинската сплотеност треба да започне преку одбрана за државните и националните интереси. И тука доколку се согласи СДСМ, секогаш е имало нашата подадена рака, затоа што Македонија е пред и над се. Не треба тоа да го заборават нити тие, нити ние, а нити секој граѓанин во нашата Република Македонија. Европската унија, почитувани, е систем на вредности какви челните луѓе на власта и премиерот нема. Затоа што таму во тие држави на хедонизмот кој го имаат власта гледаат со презир. Затоа што во тие држави нема да најдете премиер аболиран за криминал, како тука. И затоа што таму не местат тендери како тука. Затоа што колку и да кажат дека биле за Европската унија, во реалниот живот има толку многу причини да веруваме дека не се за Европската унија. Туку едно големо не ќе кажат за Европската унија. Во Европската унија нема да најдете најблиски соработници на премиерот да си делат милионски тендери. Нема да видите министри на било која земја членка на Европската унија да претура од джебот на граѓаните во својот приватен джеб. Како што е аферата криминални иновации. Нема случаи неговите приватни фирми да добиваат сосема случајни тендери или пак истите случаи мултиплицирани кај пратеници, функционери на партијата на власт. Во Европската унија нема актуелни градоначалници кои што се апсат за шверц со цигари. Такви вредности во Европската унија нема. Нема случај во Европската унија каде што 35 милиони евра тендер се мести за една фирма која што е основана на неколку недели пред објавувањето на тендерот. За какви европски вредности тука говориме? Говорењето за Европската унија не го права човекот европеец, туку делата. А делата гледаме дека ги нема. Таква Европска унија им служи на овие квази политичари за да можат да си го обелат своето криминално минато. Ние сме за вистинска Европска унија со сите вистински вредности која што таа Европска унија ги нуди и сите можности која што таа Европска унија ги нуди. Нема да дозволиме лицето и прозорецот на Европската унија во Република Македонија да видат Зоран, Вице, Радмила и останатите местачи хедонисти во владата. Вистинското лице на Европската унија сте вие, граѓаните, достоинствени и честни, домакини и родители, браќа и сестри во Република Македонија.
Не може да го сокријат ниту еден од апологетите кои секојдневно критикуваат, спинуваат сеат невистина и магли, шпекулации дека еве ќе сум променил став, дека ќе сум подклекнал на претисоците доколку ги имало, дека сум бил маша на политиката. Не може да го сокријат ниту оние злонамерници кои што не му мислат добро на ВМРО, ДПМН и Македонија. Критикуваат, лажат, измислуваат, конструираат, а се со една цел. Се со една цел. Како капитулацијата да ја представат како триумф, лагата да ја представат како вистина, а шансата да ја представат како избор помеѓу иднина или изолација. Пред некој ден напишав на социјалните мрежи еден статус и им одговорив на сите овие душегризници и на сите оние лажни патриоти. Да, јас сум за иднина. Иднина во која што мојата држава, Република Македонија, ќе биде среќна, достоинствена, горда, економски просперитетна, шанса за секој граѓанин во оваа држава, мајка на секој син и ќерка, сестра на секој брат, брат на секоја сестра. Држава со можности, држава која што ќе биде достоинствена, исправена, горда, која што ќе ги совладува сите предизвици кои што стојат пред нејзе. За таква иднина зборувам. Не зборувам за иднина каде што ќе се местат тендери, каде што брата функционер на брата бизнисмен ќе му дава парцели за да овој млати милиони на грбот на граѓаните, каде што ќе се проституираме со достоинството на народот и на државата, за да можеме да се откриеме собствената аномалија од минатот. Иднина во која што граѓаните ќе го имаат последниот збор. Иднина во која што вие ќе кажувате како политичарите ќе работат. А нема политичарите да велат без разлика дали граѓаните ќе кажат или вака или така, институциите ќе ја земат правдината во своите раце. Вие сте тие кои што ја имате сета власт во оваа земја и за таква иднина ВМРО, ДПМН и јас се бориме. Драги сограѓани, ние веруваме во вас затоа што вие верувате во нас. Нема да ве разочараме. Секогаш ќе водиме сметка на вашите чувства и перцепции, стравови и надежи, очекувања и залагања. Кога ќе изгледа тешко и кога ќе сте во искушение, кога ќе паднете за момент со духот или пак вербата, кога ќе ве одземе стравот, верувајте. Верувајте дека ние сме вашиот партнер и во добро и во зло, и за убаво, и за тешко, и за радост, и за успех. Знаеме каде одиме. Верувајте во вашата мисла и промисла, во вашата добра намера, во почита кон предците, во вашата визија и труд за поколенијата, во вашите срца и души. Методи Андонов Ченто ќе каже: мојот син нема да расте во безимена држава, каде татко му бил жив и здрав и со прст не мрнал да си го одбрани основното од човечко достоинство. Ова е нашето природно право на борба. Демократска, институционална борба која е за интегрирање на државата Република Македонија во Европската унија и НАТО алијансата. И пред се примена на тие вредности овде внатре во нашата земја. Илинден е можеби најважниот камен темелник на Република Македонија, врз кој е изграден нашиот земнички дом на сите нас, македонците, албанците, турците, ромите, србите, бошњаците, власите и сите останати. Тоа што е втемелено пред 115 години, никој не може да го избрише, затоа што и тогаш, а и сега важи истата парола. Бајракот на слободна Македонија е развеан и враќање назад нема. Ние македонците секога сме врвеле трнлив пат со многу премрежја, но истрајност и верба во успех. Секогаш тие не воделе до целта и остварувањето на вековниот сон. И комитите, и партизаните воделе тој трнлив пат. И ни можеби им се нуделе искушенија да се откажат, но тие биле безкомпромисни,
кога се работело за својот идеал, кој сите денес го живееме, а тоа е слободна, независна Република Македонија. Почитувани сограѓани, на крај би сакал да упатам една порака. И до сите оние кои што велеа изминатиот период многу се млаки, никаде ги нема. Сигурно се купени, поставени од некого. Еднашка ги демантиравме, втор пат ги демантиравме, трет пат ги демантиравме, ќе ги демантираме секој ден, додека не сватат дека жестоко не подценија, дека ние во оваа битка не влеговме за да коленичиме пред канцелариите и да реализираме некаков интерес или некакво место во извршната власт. Ние влеговме со чиста мисла, која што се темели на принципи, искреност и верба во тоа што сите вие верувате, а тоа е Република Македонија. И немаме намера за тоа да правиме компромис. Со нашите принципи и нашата верба нема да правиме компромис. Док им упатам порака и на оние вторите, на оние кои што се дел од армадила, која што секојдневно за жолтиците кои што ги има земено, има за цел капитулацијата да ви ја представи како триумф, лагата да ви ја представи како вистина, да конструира, да моделира невистини, да лаже, да ме напаѓа, навредува, на дневна основа омаловажува, релативизира. Ке им порачам и додека бев во касарната 2002 и 2003 како дел од македонската гарда и кога бев по библиотеките ни западните универзитети и кога бев заедно во клупите со моите студенти на универзитетот и кога сум сега исправен пред вас, сонував еден сон, а тоа беше сонот на мојата генерација, да ја види оваа држава горда, достоинствена, исправена Република Македонија. И сега на крај, нема да ви дозволам да ме разбудите во кошмар. Ќе го досонувам јас мојот сон и ви верувам ќе ве поразиме жестоко, што нема да знаете што е страшно, дали тоа ќе бидат предвремени или редовни парламентарни избори. Да ни е жива и здрава Македонија, да сте ни живи и здрави вие. Му благодариме на господин Христијан Мицкоски и со неговиот говор го завршуваме процедуралниот говорен дел од програмата. Продолжуваме со културно-забавниот дел на кој ќе настапат Кут, Dream Call, Девчани, Методија Столески, Кут Мисклешево, група Молика Јуниор, Спасен Силјановски и Дамјан Стојановски. Благодарам. Само момент, може да има излезе во момент. Заро, чекам по-добро. Дали може за 2 минути да ви кажем. Знате, оди снима ги ти, ако